Добро дојдовте во Урбаните вести. Во општина Бутел ќе се организираат референдуми на локално ниво. Ова е веста со која ги започнуваме денешните Урбани вести. Останете со нас. Обука за спроведување локален референдум во општина Бутел. Без решение помина првата дебата за изградба на гасоводот на Водна. Наместо од контейнер собирачите на пластика, шишињата ќе ги преземаат од домакинствата. Звуците на чаршијата на 7 и 8 септември по 12 пат во старата Скопска чаршија. Во иднина во Бутел ќе бидат реализирани референдуми на локално ниво за прашања кои се во надлежност на општина Бутел, а се во интерес на граѓаните. Ова го истакна градоначалникот Велимир Смилевски на предавањето кое се одржа во општината, а во рамки на проектот јакнење на капацитетите за спроведување референдуми на локално ниво. Во општина Бутел се одржа предавање за тоа како се спроведува референдум на локално ниво во рамки на проектот јакнење на капацитетите за спроведување на референдум на локално ниво во организација на Институтот за стратешки истражувања и едукација. Представникот на проектот, професор доктор Дарко Спасевски од Правниот факултет Јустинијан I, рече дека многу често граѓаните се прашуваат дали како граѓани се доволно силни да ги сменат работите или да влијаат врз некоја работа која е важна за нив. Исто така, понекогаш има дилема дали политичарите во нивно име може да донесат одлуки кои се во најдобар интерес. Целта на граѓанските иницијативи како што е локалниот референдум е да овозможи граѓаните самите непосредно да изберат кои се нивните потреби и приоритети, како изградба на инфраструктура, образование, заштита на правата на работниците, проекти од областа на културата и други иницијативи од локално ниво. Спасевски за пример ја посочи Швајцарија, како земја каде граѓаните редовно се изјаснуваат на референдуми за широк круг на прашања. Исто така во Ирска во 1995 година на референдум со мнозинство од 50,3% беше легализиран разводот на бракот. Во Шведска во 1955 година е организиран референдум на кој граѓаните на оваа држава одлучувале дали возилата да возат на лева или на десна страна. Целта на референдумот е, односно на овој проект, да ги помогне граѓанските организации да потикнуваат идеи за решавање на разни локални проблеми преку механизмите на непосредно одлучување, односно граѓаните сами да одлучуваат за своите значајни прашања. Мотивирани бевме од референдумите во Југозападна Македонија, кои што се однесува на еколошки прашања, заштита за животната средина, и поради тоа сакавме и во Скопскиот регион да ги промовираме механизмите кои што ни стојат на располагање. Значи, од една страна е посредната демократија, во која што политичарите ги носат одлуките во име на граѓаните, од друга страна е непосредната демократија, а таму референдумот е најдобар облик преку кој граѓаните ќе можат да одлучуваат сами за себе. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски рече дека на граѓаните ќе им се објасни зошто се излегува на референдум и каков е начинот на спроведување. Денеска општина Бутел како домакин ги повика членовите на сите местни заедници, представници од урбаните заедници, представници од училиштата и вработените од општината, каде ќе разговараме за референдумот и за се она што ќе ни претходи во наредниот период, така да ние како општина ќе бидеме спремни со нашите потенцијали да можеме на луѓето да им објасниме начинот и зашто ќе се излага на референдум. Општина Бутел е прва општина каде се одржуваат обуките на Институтот за стратешки истражувања и едукација, а понатаму ќе продолжат и во другите скопски општини. Граѓанската асоциација Го сакам Водно се уште бараат јавна дебата за изградба на гасоводот на Водно да се одржи на национална телевизија во нормално време, затоа што дебатата во град Скопје е далеку од она што тие го бараат. Надлежните институции излегоа со нивниот став, кој што претходно го кажаа, дека е намалена трасата и сечата на дрвја. Но активистите остануваат на ставот дека сакаат гасификација, но не на грбот на Скопје. Од дебатата која се одржа во град Скопје, а беше посветена на изградбата на гасоводот на Водно, не излезе ништо конкретно.
Градоначалникот Челегов, кој беше во улога на модератор, рече дека е подготвен сето дека постојат изразени дилеми да повикува на разговори и изрази надеж дека следната дебата ќе биде во рамки на Министерството за животна средина и просторно планирање. Министерот Сугарески на дебатата посочи дека за секоја промена на трасата потребно е да се направат измени на постоечката планска и проектна документација согласно Законот за градење и Законот за просторно и урбанистичко планирање. Според него, така ќе се запазат сите законски прописи, а граѓанските здруженија активно ќе бидат вклучени во целиот процес. Тој истакна дека гасификацијата е од огромно значење за земјата и од економски и од еколошки аспект. Активистката Татјана Стојановска од граѓанската асоциација Го сакам водно истакна дека тие не се против гасоводот и тој представува иднина на државата, но како што рече, тој минува низ заштитена парк шума. Според неа, трасата е проблем зашто мора да минува низ водно и додаде имало уште 4 други алтернативни решенија. Од граѓанската асоциација Го сакам водно велат дека апсолутно ја поддржуваат изградбата на гасоводната мрежа, но не може да прифата тоа да биде на грбот на Скопје и уништување на така наречените бели дробови на градот. Тие велат дека овој тип дебата е далеку од она што тие го бараат и не е никаква замена за уште едно соочување на национална телевизија во нормално време, кога граѓаните ќе можат да ја следат и во кое ќе учествуваат сите засегнати институции. Заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули соопшти дека водно не е заштитено подрачје и најголем предизвик ќе биде, како што рече, заедно да го донесеме законот за прогласување на водно и на матка и да го ревидираме тој што на брзина е направен во Газибаба. Директорот на Македонски енергетски ресурси Бајрам Реджепи ја презентираше делницата што поминува низ парк шумата Водно, односно гасоводната линија која влегува точно на 18-тиот километар на границите на парк шумата Водно во Сопиште и излегува на 27,3 километри во Шишево. Точната должина на оваа делница е 9,3 километри. Од 18-тиот километар се до 21,5 километри немаме никаква сечена шума. Сечење дрвје има само од 21,5 до 24 километар од трасата, односно само на 2,5 километри минува низ дрвена маса. Во тој дел ќе се исече 1,7 хектари дрвена маса од вкупната 2593 хектари што ја има на Водно. Не е точно дека низ цел дел на Водно каде минува трасата ќе се сече дрвја. На поголемиот дел се грмушки и карпести површини, рече Реджепи. Тој појасни дека за алтернативните траси преку Скопска Црна Гора и преку обиколницата сечата ќе биде иста, дури и поголема. Проблем на овој дел е што има вкрстување со главните цевки од изворот Рашче. Градоначалникот Шилегов, кога повика на дебата, рече дека градежните работи на Водно се стопирани се до завршување на процесот на диалог. Денеска во населбата Лисиче започна со имплементација проектот за селектирање и собирање пластична амбалажа. Главната цел, според организаторот Сдруженијето Go Green, е наместо од контейнерите собирачите на пластика да одат во домовите и оттаму да ја продаваат пластиката кај лиценцираните откупувачи. Со доделување ХТЗ опрема на десетина собирачи на пластичен отпад, денеска беше одбележан почетокот на акцијата која ја спроведува Сдруженијето Go Green, а се однесува на собирање пластика од домакинствата во населба Лисиче. Покрај опремата, собирачите на отпад добија и картички за идентификација, кој според извршниот директор на Сдруженијето Go Green Антонио Јовановски ќе им овозможат на собирачите полесен пристап до домакинствата, како и полесна понатамошна соработка со откупувачите на пет амбалажа и тврда пластика. Целта на овој проект е да се организира системот за управување со отпад на начин кој што ќе се потегнат домакинствата да селектираат во нивните домови, а од друга страна ќе се организираат и онака собирачите на отпад кои што го прават тоа, но на некој начин сега официјално ќе се вклучат во собирањето на пластиката од домакинствата. Стратегијата за управување со отпад и на Република Македонија, која во согласно со европските директиви е да се селектира отпадот во домакинствата. Значи, овие здрави навики што сакаме да ги создадеме кај домакинствата, од една страна да го селектираат тој отпад што се селектира, а ние како здруженија лобираме и застапуваме за комуналната такса да биде врз база на создаден отпад, а не на метри квадратни како што е досега. Значи, тоа е еден процес со кој што сакаме кај граѓаните да направиме навика да селектираат, со тоа што кога ќе се мери отпад што се зема, ќе плаќаат
помала комунална такса. Во текот на летото исто така се потпишаа спогодби за соработка со преку 300 домакинства во населба Лисиче и се поделија по 2 кеси за селекција на пластика во домовите. Се селектира тврда амбалажа, односно шишиња од јогурт, шампон, детергент, лименки и 5 амбалажа, односно шишиња од сок, пиво, зејтин, односно сите амбалажи кои го имаат триаголникот за рециклирање. Собирањето на пластиката од домовите ќе се спроведува секој вторник. За придобивките кои собирачите ќе ги почувствуваат од новиот начин на собирање пластика, зборуваше Зоран Димов од Сдруженијето Ромски бизнис информативен центар. Ги заборават контењерите, тоа е основната задача, да се заборават контењерите, за да може домакинството, како вие домакинка, дома да го селектирате ѓубрето, не да го фрлате во кантата, значи во она што се вика, да нема таа габаритност, они нема да земат плата. Ние работиме на тоа, затоа што планираме да направиме школо за нив, а тоа е една спецификација, еден сертификат, што се вика собирач постапувач, преку образованието за возрастни, преку МОН и преку Центарот за нечиство, на некој начин да им дадеме момент кој што утредете, они може самостојно да настапуваат. Плата за нив е она што го продаваат таа пластика, што дават на лиценциран откупувач, кој што на некој начин отпадаш, кој што има дозвола од Министерството за екологија и од правда, на некој начин тие се документи дадени од нивна страна. И тие лиценцирани отпадаши ќе може да соработува со нив и на некој начин они ќе добиваат за себе, за таа некоја надокнада која што ја собираат оваа пластика. Проектот Ја собираме пластиката од дома е финансиски поддржан од градот Скопје, а општина Аеродром со своите капацитети активно ја поддржува имплементацијата на овој проект, кој засега ќе се одвива само на територијата на населба Лисиче, но плановите се да се прошири и во останатите делови од Скопје. На 7 и 8 септември на повеќе локации во Старата Скопска чаршија ќе се одржи традиционалната манифестација Звуците на чаршијата. Како и секоја година, така и оваа, манифестацијата ќе понуди богата и разновидна културно-забавна програма. Традиционалната манифестација Звуците на чаршијата годинава по 12 пат ќе се одржи на повеќе локации во Старата Скопска чаршија на 7 и 8 септември. Звуците на чаршијата, која представува мултимедијална и мултикултурна манифестација, им нуди можност на посетителите богата и разновидна културно-забавна програма со многу познати имиња. Целта на манифестацијата е веќе неколку години преку концерти од сите жанрови, перформанси, фолклорни настапи, поезија, ликовна колонија и презентација на стари занаети. Чаршијата да заживее во духот на традицијата, како културен и духовен споменик на градот и да се врати духот на занаетите, но и да се даде придонес кон континуираните активности на градот Скопје како покровител и културно-информативниот центар Скопје како организатор на манифестацијата во Старата Скопска чаршија. Со цел да се информираат граѓаните за уделот и влијанието на деловните субјекти во загадувањето на животната средина, општина Киселавода започна да изготвува катастар на загадувачи. Добиените податоци ќе се објавуваат и на веб страната на општината. Општина Кисела Вода во соработка со Технолаб започна со изготвување на катастар на загадувачи. Катастарот на загадувачи ќе содржи податоци за деловните субјекти кои ја загрозуваат или може да ја загрозат животната средина на територијата на општина Кисела Вода. Истите ќе ги опфатат сите потребни информации за загадувачките материи кои се создаваат во текот на технолошкиот процес, а ќе бидат опфатени теми како воздух, вода, отпад и почва. Добиените податоци потоа ќе се објавуваат на веб страната на општина Кисела Вода и ќе се ажурираат со цел информирање на граѓаните за уделот и влијанието на деловните субјекти во загадувањето на животната средина. Воедно истите ќе се доставуваат до Министерството за животна средина и просторно планирање. Од 7 до 13 септември општина Илинден организира јавна анкета за изменување и дополнување на урбанистички план за Илинден, блок 13, општина Илинден за плански период 2017-2027 година. Додека пак на 12 септември во 13 часот во просториите на општината ќе се одржи јавна презентација.
Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски донесе решение за организирање јавна презентација и јавна анкета по изменување и дополнување на урбанистички план за Илинден, блок 13 општина Илинден за плански период 2017-2027. Јавната анкета ќе се спроведе во електронска форма преку информацијски систем e-урбанизам и со излагање на предлог планот на јавно место во просториите на општина Илинден, во просториите на Домот на култура Илинден и на општинската интернет страна ilinden.gov.mk. Јавната анкета ќе трае 5 работни дена, од 7 септември до 13 септември. Јавната презентација ќе се одржи на 12 септември среда со почеток во 13 часот во просториите на општина Илинден. Заинтересираните физички и правни лица од конкретното подрачје, опфатано со планот, може да доставуваат забелешки и предлози на анкетни листови во електронска форма преку информацијскиот систем e-урбанизам или во писмена форма. Целта на изработката на урбанистичкиот план е во предметниот плански опфат да се создадат услови за градба на постојани објекти, на градежни парцели кои се само потврдени со информативна линија, заради зафаќање на дел од заштитената зона на автопат. Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во просториите на општина Илинден преку информацијскиот систем e-урбанизам и на општинската интернет страна. По реакцијата на граѓани за непријатна миризба во телот на Ѓорче Петров, општинските инспектори излегоа на терен при што утврдија дека станува збор за непријатна миризба од фрлање арско ѓубре по ораниците и пластениците, како и ѓубре од живинарска фарма, информираат од општина Ѓорче Петров. По зачистени пријави за појава на непријатна миризба во делот на Ѓорче Петров, непосредно до насипот на реката Вардар, општинскиот инспектор за животна средина и општинскиот комунален инспектор, заедно со инспектори од инспекторатот на град Скопје, излегоа на увид на посочената локација, информираат од општина Ѓорче Петров. При увидот утврдено е дека непријатната миризба, која е почувствувана во претходните неколку денови, е предизвикана од фрлање арско ѓубре по ораниците и пластениците кои се наоѓаат непосредно до реката Вардар. Конкретната остра непријатна миризба која се чувствува во предпладнивните часови е предизвикана од недозволено одложено ѓубре од живинарска ферма на локација близу до местноста Викана Састав, односно до вливот на реката Треска во реката Вардар, објави градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски и додава дека таа локација е територијално на општина Саре, што значи дека ингеренциите на општина Ѓорче Петров не го покриваат тоа подрачје. Случајот е препуштен на инспекторите од инспекторатот на град Скопје на понатамошно постапување. Министерството за образование и наука информира дека објавени се резултатите од конкурсот за прием на студенти во државните студентски домови и други објекти за сместување за студиската 2018-2019 година на подрачјето на град Скопје. Министерството за образование и наука ги објави резултатите од конкурсот за сместување на студентите во студентските домови. Резултатите од конкурсот за прием на студенти на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Македонија за студиската 2018-2019 година се објавени на интернет страницата mon.gov.mk. Приговори по однос на резултатите се доставуваат во рок од 5 дена од денот на објавата, информираат од Министерството за образование и наука. Делови од општините Карпош, Киселавода и Чаир утре во одредени периоди од денот ќе останат без напојување со електрична енергија. Утре во период од 9 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од улиците Марко Орешковиќ и Димо Хаџидимов од број 96 до број 126 и од улицата Љубљанска зграда број 1 во општина Карпош. Од 8 до 16 часот утре без снабдување со струја ќе бидат корисниците од улицата Панче Неделковски, куќите со броеви 48, 50, 52, 54, 56, 58 и 60 и зградите со броеви 53, 57, 61, 62, 64, 66, 68, 70 и 72 и објектите околу црквата Свети Ѓорѓие во општина Чаир. Без струја од 8:30 до 15 часот ќе бидат корисниците од улицата Доситеј Обрадовиќ, број 14 во општина Киселавода.
Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето планирани технички зафати во дистрибутивната мрежа од екипите на ЕВА на Македонија. Според управата за хидрометеоролошки работи, во наредните денови ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност и слаб до умерен северозападен ветер, што ќе предизвика опаѓање на температурата за неколку степени. По време на облачноста ќе се зголемува и ќе има локален краткотраен дожд, особено в среда. Во Скопје утре температурата ќе достигне 27 степени, в четврток 28, петок 29 и в сабота 30 степени. И уште една информација за крај на вестите. Од општина Илинден информираат дека утре со почеток во 21 часот ќе се изврши четвртото терестрично прскање против комарци од специјално возило и апелираат до пчеларите на времено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Ако временските услови не го дозволат прскањето, тоа ќе се изврши првиот нареден ден кога временските услови ќе бидат поволни. Ова е последната информација за денеска. Повеќе информации има на нашата веб страна и на социјалните мрежи Facebook, YouTube и Twitter. Пријатно!